да укажам на опасноста од билатерализацијата на процесот на проширувањето, особено кога таа е врзана за идентитетски прашања за кои што не се преговара. Значи, ние не бараме привилегии, ние само бараме доследна примена на европското право и почитување, се разбира, на историскиот и културниот идентитет на народите и на дигнитетот и интегритетот на индивидуите. Ако не сме спремни да го разбереме соседот во регионот, ако не сме спремни да го поддржиме соседот во регионот, како може да очекуваме разбирање и поддршка во Брисел? Мислам дека е тоа логично и природно. Денес Северна Македонија е во ситуација дека поради една од државите членки не може да отвори нити едно поглавие. Тоа едноставно не е коректно, не е поштено до државата која сака да стапи во Европската Унија. Словенија, значи, и понатаму ќе действува во оваа се поголема група за иницирање на квалифицирано мнозинство и се надевам дека во блиската иднина Европска Унија ќе осознае дека поддршката на процесите може да го забрза членството на новите држави членки во Европската Унија.